27 години ја крста нам Република Македонија. Прошетав и низ Вардарскиот, Скопскиот, Североисточниот, Полошкиот, Југозападниот, Југоисточниот, Источниот и низ Пелагонискиот регион. Поминав низ атарите на речиси сите рурални општини. Посетив околу 1700 заборавени села, од според мојата евиденција 1984 села. Речиси за секој рурален регион, за секое заборавено село, направив документарен аудиовизуален запис кој зборува за едно време минато. Еден од илјадниците аудио-визуелни записи е и аудио-визуелниот запис што неодамна го направив и за Клишевското село Бучин, кое се распостила во југозападниот дел на Прилепското поле, на самиот излез на Црна река, од Демихисарското поле кон Пелагонија, на самото Демихисарско, Клушевско и Пелагониско тромеѓе, на 15 километри јужно од административниот центар на општина Крушево, на 20 километри југозападно од административниот центар на општина Демихисар, на 40 километри североисточно од Прилеп и на 35 километри јужно од Битола, северно од планината Древник, која е огранок на Баба планина, западно од ридот Голем камен и североисточно од Пелагониската рамница, на само 2 километри од северозападно од железничката линија Бакарно-Гумно-Сопотница. Село кое од памтивека па се до ден денешен обстојува на двата брега на Црна река, меѓу планинскиот горсас Древник и планинскиот масив Голем камен, на надморска височина од околу 600 метри, село кое селаните од памтивека живеат во долното, средното и горното мало. Село кое, судејќи по археолошкиот локалитет Кале, е населено од античко време, кое се наоѓа на километар и пол јужно од селото, каде што на ридот висок околу 900 метри, на зарамнетото плато и денеска се гледаат остатоци од некогашни градби, а по површината се уште може да се видат остатоци од питоси и керамички садови, од некогашниот антички царски град Алкомена, од стариот град Будин, село кое се наоѓа стариот камен мост, кој е изграден кога и се градела македонската царска патна магистрала Вија Игнација околу 146 година пред нашата ера, која го носи името по македонскиот проконзул Гнеј Игнација. Село кое за прв пат, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвото црковни повелби и житија, кои датираат од првата деценија на 19 век, и црковните записи кои датираат од првата деценија на 10 век, и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, за Слепченскиот манастир во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Бучин со 50 дзаханета, односно домаќинства, со еден неженет и 7 вдовици,
во Отоманскиот пописен дефтер од 1554-1555 година, каде што покрај 78 рисијански семејства во селото живееле и 3 отомански семејства, во опишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ и други. Село кое во подалечното минато учествува во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Село кое не го избегнуваат воените действија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Село во кое се наоѓа некогашната воденица со 12 воденички камења, изградена пред точно 105 години, првата електрана изградена пред 70 години и двата индустријски за тоа време капацитети во собственост на Митко Ќуријов Папас, кој во 1948 година од Франција ја донел првата турбина за производство на струја во овој на Пелагонија, која работела се до 1964 година. Почитувани мои, сето ова што до сега ви го раскажав е само дел од овој најнов документарен визуелен запис што неодамна го направив за селото Бучин, а дел од снимениот аудио и визуелен документарен запис за Српската црква Рождение на Пресвета Богородица, чијто неизино постоење е тесно поврзано со селските гробишта, затоа што во селските гробишта вечно почивалиште покрај мештаните од селото Бучин имаат и многу незнаени и знаени војни од различни временски периоди и разни војски ширум Европа, Азија, Африка, па дури и од Америка и Австралија, кои војувале на македонското војувалиште за надалеку познатиот бучински манастир Свети Ѓорѓија, чија негова реобнова е тесно поврзана со ктиторот Јонче Мишевски Јунакот, за манастирската црква Света Петка, приказната за познатиот бучински кромит, кој овде започна да се сади точно пред 107 години, приказните за тоа како бучинци си го живеат животот во нашето делешно современие, ве поканувам заедно да ги проследиме. Како по старо обичај, во Клишевското село Бучин дојдов рано, мощна рано, во утрешните часови. Патот ме донесе што се вели право на сред село. Бучинското сред село многу се разликуваше од сред селата во нашите заборавени села. Наликуваше на градски площад со урбан карактер. Градската така да ја наречам селска идила, покрај новоизградените семејни згради со нивната современа архитектура, неколкуте селски гранапчиња преполни со разновидни колонијални производи, асфалтираните улици низ кои поминуваа мештаните, автомобилите и земјоделската механизација, ја надополнуваше убаво уредениот селски јаз, чии бистри води на Црна река, забрзано и таа да ја изгаснат жета на бучинските земјоделски култури, училишната зграда и многовековната црква, рождество на Пресвета Богородица. Како по стар обичај, и во ова село се имав мој домаќин, кој воедно ми беше мој водиш низ селото,
а тоа беше господинот Дансо Србиновски. Селото Бучин во 1964 година, кога со жената моја дојдовме од Врбјани како наставници во училиштето во Бучин, броеше 236 домаќинства. Денес број 172 домаќинства, тогаш броеше 1150 жители, а денес околу 650 жители брои. Од клуч во кој што ниту еден човек не живее, има 70 на куќи. Некаде 64-та година, во минатиот век во 20-тиот, заедно со твојата сопруга, животниот пат ве донесе овдека како наставници во училиштето. Со сопругата дојдовме 64-та година, сопругата ми е од Пробиштип, а јас сум од Врбјани Прилепско. Учевме заедно, завршивме, се зедовме и дојдовме на работа овдека. Тогај преку канцеларијата на службата за образование, што беше референтот, не распоредува директно од школа на работа по училиште. Немаше тогај со конкурси, затоа што немаше и кадар. Ние со мојата сопруга дојдовме на работа во основното училиште Свети Кирил и Методи во Бучин на 1 септембр 1964 година. Цели 42 години работев во училиштето, прво како наставник по математика и физика, пред да одам војска. После војската немаше наставник по биологија и хемија, па биологија и хемија. И се до 78 година бев во настава. После тоа се преориентирав, појдов на секретарското, благањичкото место и така е завршив мојата кариера. Иначе генерации што сме испратиле, сметајте сега, од 1964 до 2008 година, колку генерации се тука, се многу генерации, и тогај нас ни беше ќеф кој ќе ни речеа учениците учителе. Денес на овие сега што се во настава, како да му е страм ако му речи учители или наставниче, звањето професор, и тогај многу подобро беше образованието него денеска. Тогај кадаро повеќе беше со учителска школа, која што учителска школа беше појака од денешниот педагошки факултет. И затоа надлежните што ќе ме слушнат во оваа емисија што изборувам јас, апелирам да презема мерки да ги вратат тие учителските школи, кои што се со многу пракса, кој ќе влезе наставникот во настава, да има пракса да знае часот да ги изведи. Затоа што овие сега ќе го завршат педагошкиот факултет, без еден час да одржи, тој не ги познава методиките, педагогијата, психологијата, не може да ги изведи часот стручно како што треба да ги изведи, за да може да ги наобразува за учениците. Иначе, наставниот кадар сите бевме отстрана, од Битола, од Прилеп, од Крушево, од селава овдеки и околни. Кај нас дојдува учениците од 5 до 8 деление и од село Света, општина Демихисар, од Трновци, од општина Могила. Тогај училиштето 70-тите години броеше 437 ученици, а денеска број со се подрачните во Пресело и Сокоитрани, денеска број околу 170 ученици. Значи, таа миграцијата си го каже своето. Пред 40 години, така да речам, најпочитувани беше попот, даскалот и поштарот. Ајде, може ли малку да се присетите како беше животот во селото Бучин пред 40 години, за Божик, за Великден, Спасовден, Свети Димитрија? Порано, кога дојдовме во тие години, пред 40-50 години, селото беше далеку поживо, со повеќе народ и повеќе чест. Односите меѓу луѓето беа многу поблиски, подобри. Тогај гостите беа роднините. Собите беа полни, трпезите со гости. Денес гости се другарите на децата. Кога овдека прочетав низ селото, многумина ми рекоа дека има 2 манастира и една црква. Можете ли да кажете како им е името на овие православни македонски христијански храмови? Црквата е Света Богородица, изградена 1876 година.
А манастирот е Свети Ѓорѓија, 80-тите години изграден. Се најдува на 4 километри од далеченост од селово, во пределот на планинскиот дел према Демихисар натаму, а доека другото црквиче не е манастир затоа што нема конаци, не може да се речи манастир, затоа се вика црквиче, тоа е Свети Димитрија и е градено пред неколку години сега и е во текуште на град да се црта фреските за да може да се позакони и да се посвети. Која му е летната слава на Бучин? Летната слава на Бучин е Богородица Мала на 21 септември. Пред неполни 30 години во селово имаше земјоделска задруга, постоеше дом на културата, кој сето село со ангарија го градеше, имаше неколку угостителски објекти кои во тоа време беа многу посетени, не само од околните села, туку гости доаѓа дури од Битолско, Кичевско, Крушевско, Темихисарско и Прилепско. Голем беше бројот на познати естрадни уметници, како од Македонија, така и од поранешна Југославија, кои на отворено ги одржуваа своите концерти, како што беа Васка Илиева, Јонче Христовски, Никола Бадев, Александар Сариевски, Лепа Лукич, Тозовац, Предраг Гојковиќ Цуне, Лола Новаковиќ, Мишо Ковач и многу други. Во селово постоеше и фудбалски клуб Бучин, кој се надпреваруваше во тогашната втора македонска фудбалска лига. Се организираа безброј фудбалски турнири во мал фудбал, каде што на тие турнири настапуваа познатите фудбалски легенди Илија Најдовски, Канат Ларовски, а неколку години почесен гостин беше познатата фудбалска македонска и југословенска легенда Драгослав Шекуварац. Иако пред 50 години други беа времињата, сепак селово вриеше од народ, пред селово беше преполно за државните празници. Во цела Битолска колија го имавме најголемото корзо. Иако пред 30 години времињата беа други, црквата не можеше да не собере. Ора се вија и песни се пеа не само на Срцело, не само во горното и долното мало, туку и во семејните дворови. Од Митровден до Ѓурѓовден секоја недела свадби се правеа. Било машка, било женска, секоја недела по 2-3 крштевки имаше и од тоа речиси не остана ништо, иако додека сето во ми го раскажуваше, се обидуваше од себе да ја отргне тагата на времето кое одминало и никогаш нема да се врати, таа се забележуваше на неговото лице и во неговите очи. Јас му порачувам на нашето население да не се срами ако се каже дека е од село. Тој треба да се гордее дека е од село, а не да се срами. Еве, јас од село сум дојден па село и никогаш не би се сложил да појдам да живеам в град, да бидам паразит. Овдеки нешто ќе си произведам. Се бавам со, син ми се бави со производство на тутун, пиперка, јас се бавам со пчеларство, така да ќе си најдам нешто за рекреација, не претерано, али да имам да се рекреирам, колку да се го одржувам животот, така да имаме на физичка активност. Не е срамота да се живее в село. Ако сум град, ни прасе ќе можам да изранам, ни кокошка, ни јајце, ништо, овде ќе имам се. Дали ќе спијам јас во Битол или Прилеп или ќе спијам в село во Бучин, не игра улога никаква. Главно јас животот си го подредам онака како што сакам јас да проживам како што мислам. Додека сето ова ми го раскажуваше Данчо Црбиновски, во разговорот ми се придружија Иле Кочаковски и неговиот другар Александар Стојановски, кои ми предложија да ги посетиме многовековните манастирски светилишта, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија и манастирот Свети Димитрија. Нивниот предлог со задоволство го прифатив, но на само неполни 500 метри изминат пат во правец кон првата така да ја наречам наша манастирска дестинација, манастирскиот комплекс
Свети Ѓорѓија, кој се наоѓа на 2 километри северозападно од селото Бучин, во Бучинското поле, на само 100 метри пред нас, си го напасуваше своето стадо овци бучинчанецот 85-годишниот Миле Богоевски, којот подалеку ми подвикна: "Нуцко, дојди понабака, да те видам кој си, што си и кај си тргнал." Не можев да не појдам одблизу да се запознаеме, што се вика. Се викам Миле, сум од село Бучин. Богоевски ми е презимето. Што поработуваш вака? Работам со овци, си водам од 10 години сум стално со нив, а и работам и домашна работа. Така. Колку овци имаш? Имам околу 86-7. Има ли беличет од нив? Ами имат само сега послабо малце, од ширењето не ни се зема, волната ич. И сега јагнината вадат малку. Од ним користам Секој ден си вака овчара? секој ден. Сака пасење што се вика. Има со стапо враце вака. Колку мина сте дома во куќата? Во куќата сме синот, сната, жената и 3 внучиња имам. 2 чупиња и едно машко имаме. Има некој вака вработено во некоја фабрика или сите се дома? Сите дома сме. Што живееме од стокава, од имотчето што ги имаме. Што поработуваш дуго вака едно? Тутун ќе Кроме това садиш? јаме, тутунче, пипер садиме. Ова кај одека познате поќе по кломидот. Како е ова година? Има кломид, го дадовте, го бараат, не го бараат? Послаба годинава имат, ама слабо се бара некако. Ево ти? Јас не знам, али извоз немат, шо е работава. И сега се дава по нешто, ама како што требат не. Како е живеачка ова село, ќе бива? Нарно е, живееме вака, ама да ојд производство да се земат. Да се земат и ова ще живи. Бучи од Бучи немаше појако село. Сето окружено е со вода, од Црната река. Ама да се продава производство, се живее. Рече дека колку внучина имаш? 30, а јас имам многу, 6 черки имам. Внучи имам преку 15-16. Сите се овече го одомени, што се вика и Сите удомени, внучиња и превнучиња имаме, 7-8 Така. превнучиња имам. Така. И една черка е во Австралија, тие преку 20 години. Доаѓаат овдека, има доаѓано? Сека година скоро. Секоја година. Ти имаш појдено таму? Јас не. Немаш, а? Овци нема кој да паси. На крајот на нашиот разговор, 85-годишниот Миле Богоевски на моите домајќини и водичи Илчо Кочаковски и Александар Стојановски на шега им довикна: "Со Арно и со Убо да ви врви патот по кој што сте тргнале." Поречи си 20 минути пристигнавме во манастирот Свети Ѓорѓија, каде што не причекаа Николче Николовски, Давид Солецки, Гоце Солецки и Пеце Аџиевски, кои ми ја раскажа приказнава за ова многовековно македонско православно христијанско светилиште. Нашиот манастир е мощен стар манастир. Речи си, никој со сигурност не знае кога е направен. Според наши сознанија, манастиров е уште од римско време, а по пропаѓањето на древната македонска држава, од римјаните до темел е раздрнат, за да во 13 век повторно е изграден, за да повторно до темел да биде раздрнат од Отоманската империја. Многу векови поминаа, ете по заслуга на нашиот веќе упокоен соселанец Јонче Мишевски јунакот, нашите селеници и мештаните од нашето село го обновивме, ми велеа тие. Но се започнало со ктиторот на овој манастир Јонче Мишевски јунакот, кога пред многу години неговите родители му се молеле на Бога, ако нивниот син Јонче оздрави, дека ќе му го посветат на Бога. Нивниот соселанец Јонче Мишевски уште како дете бил голем верник. Еден ден, ние се уште бевме деца, кога еден ден ни раскажа дека Насон неколку пати му доаѓал Свети Ѓорѓија и му велел дека треба да изгради манастир и како неколку пати Насон му го покажувал токму ова место, ми велеше Пеце Аџиевски. Во 1973 година ги осветивме новите темели. Се беше со рака работено. Со казми, со лопати дури ги ископавме темелите. Целиот градежен материјал беше на раце донесен. Немавме струја. Со лопати го мешавме бетонот, малтерот, од рака на рака ги носевме камењето, блоковите, циглите, арматурата,
гредите, штиците, шајките, герамидите, ама ете горди сме што го изградивме ова наше многовековно светилиште, ми велеше Александар Стојановски. Во 2004 година го осветливме манастиров, многу народ тога се собра, ми се чини дека сите бучинци, како одешните, така и иселените, на осветувањето на манастирот со кое чино начествуваше Преспанско-Пелагонискиот митрополит Петар, бе собрани тука. Ете како што се гледа, убави конаци изградивме. Секоја година на Ѓурѓовден чакаме слава, ми велеше Николче Николовски. Александар и Пеце, приказната за ниното родно село Бучин, ми предложија да ја продолжиме на местото викано Манастириште, од каде што најубаво се гледа панорамата на селото, панорамата каде што порано се наоѓал античкиот град Алкомена, четворо меѓето помеѓу Димхисарско, Крушевско, Битолско и Пилевско, каде што пред неколку години го вообновиле исто така многовековното црковно светилиште Свети Димитрија. Почитувани мои, и оваа нивна препорака со задоволство ја прифатив. Додека навистина уживав во колоритната убавина која природата му ја дарила на ова село, моите домајчини ми ја раскажаа приказната за двете легенди како Бучин го добило своето име. Правата е дека во времето кога постоело Пелагониското море, височинката на целото Бучин била населена и ова населено место се викало Будинград. Поради тоа денес селото се вика Бучин. Втората легенда е дека по течението на цена река има ветар наречен Порек и се претпоставува дека од неговата бучава, местото кое било населено, го добило името Бучин. Тие ми ја раскажа приказната дека во Бучин од памтивека секретарот, одговорен за полицијата и градоначалник на градот во привремената влада на Крушевската република Христо Петрушев Чурчиев, чиј негов дедо Трајче Стресов, бегајќи од зулумите на турците и турскиот башибозук, го напустил Бучин заедно со неговиот син Петруш. Христо Чурчиев се родил во 1872 година во Крушево, завршил гимназија, зборувал француски и турски јазик, бил познат цевлар во градот, еден од првите членови на организацијата во Крушево. Во време на Републиката ја раководи градската полиција, поделена во 10 групи и управувана од десетари. Заради неговата заштита на жените од турската администрација, кои се нашле како пленици во востаничко-револуционерната власт во Крушево и Крушевско, по востанието заедно со преживеаниот член на привремената влада Димитар Секулов, по спроведувањето во Битола, Бахтијар Паша им ги поштедува животите заради зачувувањето на честа на турските анамки. Почитувани мои, како што велат моите бучинци, за селото Бучин има многу приказни, како што вели народот, со едно идење се не може да се види, се не може да се раскаже, се не може да се сними. Го напуштам селото Бучин со едно ветување дека пак ќе наминам, само Господ здравје на сите нам да ни даде.